Само ова. Да се биде портпарол на град Скопје, значи да се биде достапен 24/7. Треба да бидеш многу информиран, треба да си во тек со све што се случува не само во градот, туку и надвор од градот. Треба да си отворен, треба да си комуникативен и секогаш среќен. Какво е тоа прашање? Велосипед секако. Ја не го менјам велосипедот со ништо, ама да сега последно време во тренд се и електричните тротинети, кои што знаете, меѓутоа мислам дека за Скопје, за гужвите кои што ги имаме ние, велосипедот е топ. Би ги издвоил овие последниве што ги правиме со филхармонија во градски парк. Доколку сакаш публиката да ти верува на тоа што ти сакаш да им го представиш на нив, многу е битно ти да веруваш на самата приказна. Одбери ја работата која што ја сакаш и нема да работиш ниту еден ден од животот. Онака најголем рол модел би го одвел Барак Обама. Знам дека многу ќе ме хейтат за ова, меѓутоа пошто сум израснат таму, Цветан Димов ми е онака улица во Скопје која што ми е при срце. Ако не знаете кај е, таа е кај старата Фурнелчај. Знаете која гужва се ствара таму, меѓутоа таму сум пораснал, таму живеам уште и таа улица ми е онака. Не знам дали е само кај нас тоа, или in general, тоа што ние го имавме времето и што го нема сега е директната комуникација меѓу луѓето. Има една изрека стара која што вика ако не правиш маркетинг за нешто што сакаш да продаеш или да принесеш кај публиката, исто како да ја намигнуваш на девојка во темница. Ти знаеш што правиш, меѓутоа никој не те гледа. Многу. Знам дека дома ме критикува за тоа, али таква ми е работата што едноставно не можам да не бидам онлайн цело време. Не само од аспект на комуникација, туку работната задача ми е да бидам информиран за сето тоа што се случува. Не знам дали сте гледале Wolf of Wall Street, има е момент кај што мислам, ова ми помага и често го потребувам. Секако дека би се посветил на најубавото нешто што го имам во моментот, тоа е ќерка ми. Јас сум летен човек, роден сум во јуни, крај на јуни, тоа почетокот на летото, така да морето повеќе ми привлекува. Не знам зашто ги одвојувате едното и другото, мислам дека болја комбинација од тавче со кебап и нема. Ако може да идам со двете, би дал со двете. Црна дефинитивно, поелегантна боја, така да црна.